Почетокот на уште една работна недела за стотици родители од Струга носи неизвестност дали нивните дечиња по 2 недели конечно ќе бидат згрижени во градинките. Преку Вибер биле известени од понеделник да ги носат дечињата во градинка, без детали како ќе биде организиран нивниот престој. Градинките немаат потенцијал да ги згрижат сите, поради недостиг на стручен кадар. Од почетокот на септември не работат јаслите, а по возрастните групи функционираат само до 12 часот. Проблем е нерешениот статус на негователките, 21 на број, кои наместо решение за работа и пристојна плата работат со договор на дело. Некои од нив дури цели 18 години за мизерна плата од 10.000 денари. Тие направија поголема работа од сите функционери во оваа држава. Идеа за некоја плата што реално економски не е оправдана и мислам дека тие тоа го правеа од љубов, пошто не знам, тие се наши херои стварно и заслужуваат, како не заслужуваат да се среди нивниот статус. Ако грижата за најмалите е нешто најважно на овој свет, значи ние како општество пропаднавме воопшто, и како општина и како држава. Искрено не се надевам дека ќе биде решен проблемот и претходно имаше разни ветувања, а повторно се случува истата ситуација. Нова година, стари проблеми. Притисокот е огромен. Родителите нема каде да ги остават своите деца, па се принудени соси деца да одат на работа. Не можејќи да го издржат притисокот, тие во средата протестираа пред општинската зграда. Апелираме институциите што побрзо да го решат проблемот за да не се превземат дополнителни мерки. Бараја да се покачи цената за во градинка од 1500 колку што беше на 2000. Се одлучи од страна на општината, никој не кажа ништо. Плаштаме 2000, не е битно за цената, ма барем да ни ги вардат дечињата. Рамис Мерко, кој цела година се крие за проблемот, не чувствува одговорност. Негователките нека се грижи Министерството за труд и социјална политика, градинките се под Министерството за труд и социјална работа, па добро е да ги прашате и нив. Инаку градинките се под капа на општините, кои пак ангажираат негователи на определено време преку Агенција за привремени вработувања, а ги плаќаат колку им е кејф. Се обидовме да стапиме во контакт со новата директорка Десанка Бошњаковска, но таа не одговори на повиците и пораките. Наводно, негователките биле повикани да се вратат на работа со ветување дека од почетокот на месец октомври до крајот на годинава ќе добиваат минимална плата и осигурување, а следната година ќе се бара согласност за нивно вработување од Министерството за социјална политика.